Драги ученици, добродојдовте во нашата училница на часот за трето оделение. Моето име е Кристина Лаова и јас сум наставник по англиски јазик во основното училиште Васил Главинов во Скопје. На овој час ќе се запознаеме како да искажеме најразлични концепти за време. Наставната единица за овој час е искажување на време, часови, денови, месеци и годишни времиња. Целите на овој час се да се совлада вокабулар со кој се изразуваат часови, денови, месеци и годишни времиња. Да се усвојат предлозите кои колацираат со различни изрази за искажување на временските поими и да се развијат јазични вештини читање и слушање со разбирање. Има два начини на кои што може да се праша колку е часот. Едниот е What time is it? А другиот е What's the time? What's the time, Mr. Wolf? It's 5 o'clock. Забележете го одговорот на Mr. Wolf. Изразот It's 5 o'clock се состои од заменката it и формата од глаголот to be is во скратена форма it's. Потоа следува часот, односно бројот за час, и изразот o'clock. Погледнете ги сите овие часовници. Ајде да кажеме колку е часот на секој од нив. It's 1 o'clock. It's 2 o'clock. It's 3 o'clock. It's 4 o'clock. It's 5 o'clock. It's 6 o'clock. It's 7 o'clock. It's 8 o'clock. It's 9 o'clock. It's 10 o'clock. It's 11 o'clock. It's 12 o'clock. Погледнете го овој часовник. What's the time? It's 2 o'clock. What's the time? It's 8 o'clock. What's the time? It's 9 o'clock. What's the time? It's 4 o'clock. Доколку сакаме да искажеме во колку часот се прави некој дејство, тогаш пред часот треба да се употреби предлог. Во овој случај тоа е предлогот at. Да го прочитаме диалогот. What time do you get up in the morning? I get up at 7 o'clock. What time do you go to school? I go to school at 8 o'clock. What time do you come home? I come home at 3 o'clock. What do you do after school? I do my homework and I watch TV. What time do you go to bed? I go to bed at 9 o'clock. Thank you very much. You're welcome. Забележуваме дека кога момчето изразува по колку часот врши определено дејствие, пред изразот за време, како на пример 7 o'clock, се употребува предлогот at. Сега ќе прочитаме неколку реченици кои што се поврзани со овој текст и до нив ќе одговориме со yes или no, во зависност од тоа дали информацијата која што ни ја даваат е точна во споредба со текстот. I get up at 7 o'clock. Yes. I go to school at 8 o'clock. No. I come home at 3 o'clock. Yes. I go to bed at 10 o'clock.
No. На ова слика ни се прикажани годишните времења и месеците. Годишните времења се насловени со именката seasons. Winter, зима, spring, пролет, summer, лето, autumn, есен. Под оваа табела се наоѓаат месеците, насловени со именката months. December, January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November. Забележувате дека месеците се групирани во групи од по 3 месеци и се напишани точно под годишното време во кое што тие спаѓаат. Winter, spring, summer, autumn. Ако сакаме да искажеме кој действие се случува во кој месец, тогаш пред месецот се пишува предлогот in. Оваа вежба е вежба со слушање и разбирање. Јас ќе прочитам 4 кратки текста кои што опишуваат појави во едно годишно време, а вие треба да кажете за кое годишно време се работи. Number 1. It's hot. It's sunny. We wear shorts and t-shirts. We swim and eat ice cream. Summer. 2. It's cold. It's rainy and windy. We wear jackets. The school starts now. Autumn. 3. There are flowers in the garden. It's sunny. We see birds in the trees. Spring. 4. It's snowy and cold. It's foggy and windy too. We wear coats and boots. Winter. Во следнава вежба повторно гледаме групација на месеци во секое годишно време. Но забележуваме дека некои од нив недостасуваат. Зборовите кои недостасуваат се дадени со црвено над групите. Тоа се winter, November, January, spring, September, July and May. Одговорите се наоѓаат од левата страна. И дадени се со соодветен број од вежбата каде што ни недостасуваат. Напишете ги месеците. The school starts in September. The school ends in June. April Fool's Day is in April. Mother's Day is in March. Погледнете ги деновите од неделата, days of the week. Тоа се Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Ако сакаме да искажеме действие кое што се случува на одреден ден, тогаш пред денот од неделата се пишува предлогот on. Океј. Во оваа вежба се прикажани 5 активности.
Тие 5 активности се вршат во одреден ден и под секоја слика е искажана активноста. Треба да се состават целосни реченици за тоа кога се врши оваа активност и на кој ден. I play basketball on Saturday. That's number 1. 2. I go to the cinema on Sunday. 3. I visit my grandfather on Monday. 4. I tidy my room on Tuesday. 5. I wash the car on Wednesday. Ви благодарам за вниманието и ви посакувам успешна учебна година.